Кратки најави за денес. Под слоганот 120 години Илинден, огниште на татковината, денес се одбележува 2 август, денот на Републиката Илинден. Ивана Неделковска и Евгений Попацев победници на Илинденскиот маратон. На видеобимот на Охридскиот плоштад ќе биде прикажана изложбата 120 години од Илинденското востание, архивска меморија. Традиционално околу Илинден, Охрид го живее шпицот на туристичката сезона. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес сончево и топло време со измерена максимална дневна температура од 31 степен Целзиусов. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро и топло. Утре над западна, централна, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со ветер и студена воздушна маса која ќе донесе пад на температурите. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево време, ќе има локална облачност и ќе биде топло. Во Словенија нестабилно со дожд, грмотевици и пад на температурите, максималните температури во интервал од 28 до 36 степени на Балканскиот полуостров. Во Македонија во четврток тропски ден. Сончево и многу топло време со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од август. Ќе дува слаб југоисточен и југозападен ветер, утринските од 14 до 24, максималните дневни од 30 до 39, а УВ индексот со вредност 9. И во Охрид во четврток сончево и топло време со слаб западен и југозападен ветер, минималната 18, максималната 33 степени. Во петок тропски ден сончево и многу топло време со максимални 34, а во сабота сончево време со локална облачност и топло. Попладне и вечерта нестабилно со дожд, грмотевици и локална појава на невреме, минималната 17, дневната 28. Во недела претежно сончево со локална облачност и посвежо, минималната 13, дневната 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава,
Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во Центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Робник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Робник. Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, винчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Под слоганот 120 години Илинден, огниште на татковината, денес се одбележува 2 август, денот на Републиката Илинден. 120 години од Илинденското востание и 79 години од првото заседание на АСНОМ. Председателот Стево Пендаровски говореше во Меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце. Најголем дел од својот говор тој го посвети на младите, како клучна алка во општеството, кои поради иселување станале загрозено малцинство. Сето ова потврдува дека младите се клучни за каква било општествена трансформација, од народни востанија и револуции па се до креирање политики и спроведување реформи. При тоа, треба да ни е јасно дека добра алтернатива за европските реформи не постои. Надворешните пречки не смеат да бидат алиби за забавување на реформите. Напротив, мора да го мобилизираме секој сегмент од општеството во искоренување на корупцијата, непотизмот и криминалот. Уште поважно, токму европските реформи ќе ни помогнат да го оствариме нашиот витален национален интерес, а тоа е да ги мотивираме младите да останат во државата и да се вклучат во изградбата на Европска Македонија. Затоа денес, на ден Илинден, сеќавајќи се на трите македонски републики, Крушевската од 903-та, Асномската од 44-та и независната од 91-та, треба да бидеме свесни дека само од нас зависи дали четвртата македонска република ќе биде европска или емигрантска. За веки векови да го славиме честит Илинден на сите македонци и македонски граѓани. Премиерот Ковачевски по повод Илинден оддаде почит со положување цвеќе пред споменикот на слободата, сила, слава и победа на тврдината Кале. Дали ќе ја следиме визијата и храброста на илинденците и асномците и ќе градиме европска држава, интегрирана во големото европско семејство, или пак ќе останеме сами и изолирани, е само наша одлука. Секој кој сака да се повикува на патриотизмот во предстојните одлуки,
кои треба да обезбедат континуитет на прогресот, поставен со Илинден и Јасном, нека погледне длабоко во себе и нека погледне добро пред себе. Илинден и Јасном ги одликува одлучност, а не откажување, затоа што само откажувањето е пораз. Одлучноста е победа, бидејќи е заснована на верба. И секој вистински борец верува во поставената цел и работи таа да се оствари. Огништето на татковината значи полни домови, насмејани деца, мотивирани млади луѓе, значи среќни луѓе. Ако сонот на граѓаните и особено на младите луѓе во државата е да живеат во европска држава, тогаш нека е тоа тука, во родната земја. Во Охрид, активностите за одбележувањето на 2 август започна уште вчера. На свеченоста Ноќ спроти Илинден од Охридско Велгошти, градоначалникот Пецаков ја испрати следната порака. Денес чувствата се силни, дамарите бијат, зошто со мислите се враќаме во едно дамнешно време во кое поважна била татковината од сопствениот живот. Горди, исклучително горди, не прави илинденскиот манифест на кој што многу често се навраќал нашиот Гоце Делчева, во кој се вели: Македонија им припаѓа на сите македонци, без разлика на религијата, нацијата и јазиците, во утрешна слободна Македонија и преку неа ќе се здружат сите балкански народи. Нема народ без минато, без собствена историја, а нашата е богата со крв и саможртва, со востанија и револуции по кои изгревало сонцето на слободата. Секоја генерација има своја борба, секој време носи промени. Нив ќе ги прифаќаме, но само со почитување на минатото и врстаа основа ќе ги учиме и насочуваме нашите деца. Нашата денешна борба е да создадеме развиен Охрид, град кој ќе биде спокојно и привлечно место за живење за сите охриѓани и привлечен туристички центар за бројни гости од земјава и странство. Чествувањето на празникот во Охрид денес продолжи со полагање свежо цвеќе пред спомен обележјата на илинденците. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, советници во Советот на општина Охрид, представници на политички партии, установи и здруженија, утрово во паркот на Револуцијата положија букети свежо цвеќе пред спомен обележјата на илинденците. Делегациите се поклонија и оддадоа почит пред херојските дела на борците за слободна и независна татковина од 1903 и 1944 година. Свежо цвеќе беше положено и пред спомен обележјата кај Прентов мост и во селото Плаќе. На видео бимот на Охридскиот плоштад ќе биде прикажана изложбата 120 години од Илинденското востание, архивска меморија. Изложбата содржи на 300 архивски документи и фотографии, прикажани на 20 изложбени паноа. Документите се дел од архивските фондови што се чуваат во Државниот архив, а се преземени од архивите во Истанбул, Софија и Белград. Денеска на големиот празник Илинден, на плоштадот Свети Климент Охридски во Охрид, на видео бим ќе биде презентирана изложбата 120 години Илинденско востание, архивска меморија, со која Државниот архив се приклучува кон одбележувањето на 120 годишнината од Илинденската епопеја. Изложбата беше отворена во рамките на манифестацијата 10 дена Крушевска република пред Македониумот во Крушево, а вечерва ќе имаат можност да ја погледнат и охриѓани и гостите. Оваа изложба ги прикажува создавањето на Македонската револуционерна организација, церемониите на заколнување на членството, дисциплината и солидарноста на организацијата, нејзината структура, познатите војводи и револуционери, подготовките за Илинденското востание, текот и клучните вооружени борби со турската војска. На неколку паноа се прикажани активностите што следувале по востанието, неговите последици и ефекти, како и конзулските известувања и објавите на светските печатени медиуми за него, изјави директорот на Државниот архив доктор Емил Крстевски по повод отварањето на оваа изложба во Крушево. Изложбата содржи над 300 архивски документи и фотографии прикажани на 20 изложбени паноа. Документите се дел од архивските фондови што се чуваат во Државниот архив, а се преземени од архивите во Истанбул, Софија и Белград. Ивана Неделковска и Евгений Поп Ацев, победници на третата трка од македонскиот куп во далечинско пливање, популарниот Илинденски маратон, кој се одржа денес на патеката од плажата Горица до пред хотелот Ривиера.
Купот беше во организација на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008, а под покровителство на Советот на општина Охрид. Повеќе од 50 млади пливачи и пливачки кои несомнено се иднината на македонското пливање денес учествува на Илинденскиот пливачки маратон. Станува збор за третата трка од македонскиот куп во далечинско пливање. На Илинденскиот куп учествуваа пливачи од Македонија и странство кои се надпреваруваа во две групи или категории. Во првата група пливачи постари од 16 години, родени во 2007 година и постари. За искусниот маратонец годинешниот победник Евгений Попацев возбудлива и до самиот крај неизвестна трка. Реализирането беше прекрасно. Денеска многу убава трка, прекрасна манифестација. Ова е моја прва трка што сум испливал маратонско уште 99-та година и се драго ми после 24-5 години дека повторно сум тука. Се чувствувам и како првиот ден, истата возбуда, истото све. Многу беше убава трка, беше многу интересно самиот крај, беше фотофиниш помеѓу мене и Никола. И да, секогаш ми е драго сум повторно тука Охрид и повторно се надпреварувам. Попацев кажа дека годинава конкуренцијата навистина била силна. До самиот финиш вели тој останавме 4 или 5 пливачи и додаде дека новите млади пливачи кои доаѓаат ќе направат оваа трка до година уште поинтересна. Во втората група се надпреваруваа пливачи од 8 до 15 годишна возраст, односно родени 2008 година и помлади. Денес го пливав маратонот 2,5 километри, беше напорно, ама завршивме и се рекам што го исплевам. Мирно беше. Не, ништо. Минимално. Ама добро беше за пливање. Не, неколку години, 5-6 пат веќе го пливам истиот маратон. За Бошко Илиев, кој по вокација е доктор специјалист по спортска медицина, маратонското пливање е еден вид на хоби, една негова обсесија која започнала уште од 2001 година, кога ја испливал патеката од Пештани до Охрид. Илиев вели дека плива речиси на сите поголеми маратони во земјите од регионов, односно од 10 до 15 маратони во една година. До сега имamo стварно 129 вкупно маратони, од кои што 87 меѓународни. Јас пливањето го сакам, го практикувам уште од мали нози, да речам, но касно се вклучив во овие активности на специализација која бев во Скопје далечната 2001 година. Ми се даде една идеја да го испливам една подолга релација, а замислував релацијата Струга-Охрид и ја испливав 2005 година, и тоа во обратен правец од хотел Дрим во Струга до Охрид за 6 часа и 44 минути. Илинденскиот куп беше во организација на клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008 од Охрид, под покровителство на Советот на општина Охрид, помогнат од Костал Македонија. Охрид го живее шпицот на туристичката сезона. Традиционално огромен наплив на гости за време на Илинденскиот празник. Задоволни и гостите и туристичките работници. Традиционално околу Илинден Охрид го живее шпицот на сезона. Главниот туристички центар е препон со туристи. Гужви во Охридската чаршија, на градскиот кеј, во стариот дел на градот, голема посетеност на плажите вдолж брегот на Охридското езеро. Туристичките работници задоволни од сезоната, велат во Охрид и Струга овие денови се бара место повеќе, а целосна исполнетост ќе има до средината на август. Очекуваме како што е сега полн градов за августов да биде до крај на август, па може и септември, ако не послужи времето, да си остани полн со туристи. Цените на апартманите се 50 евро од ноќевање, капацитет 3 лица, сме букирани веќе до крај на август. Задоволни се и туристите, воодушевени од Охридското езеро, природата, културно-историските споменици, но и гостопримството на домакините. Прв пат доаѓам во Македонија, навистина е убаво. Мене прилично ми се допадна црквата Света Софија. Мислам дека е навистина интересна. Јас ја сакам историјата. На екскурзијата со брод ми се допадна манастирскиот комплекс Свети Наум и целото тоа крајбрежје, музеот на вода и целиот залив на Коските. Пристигнавме вчера од Скопје и заминуваме за 2 дена. Малку истражувавме, направивме екскурзија со брод и беше навистина убаво. Литванија е еден од новите пазари кои ги освои земјава оваа сезона. Еднаш неделно неколку автобуси литванци од соседна Албанија го посетуваат Охрид.
Туристите од Литванија многу го сакаат Охрид. Секогаш заминуваме со убави впечатоци од Охрид. Голема шанса за нив е додека се на одмор во Албанија да ја посетат соседната земја и секако еден од најубавите и најважните градови во Северна Македонија. Охрид има капацитет од 40.000 легла за сместување гости, а охриѓани треба да бидат трпеливи во шпицот на сезона, вели градоначалникот Пецаков. Граѓаните едноставно треба да се свесни дека живееме во туристички град, дека живееме од туризам. Да, порано бил Охрид индустријски град, со преку 20.000 вработени во индустрија, меѓутоа сега сите на некој начин ги добиваат добар дел од дополнителните приходи, ако не и основните приходи за живот токму од туризмот. Така да, како што кажа, веќе се научија на трпение. На брегот на Охридското езеро ова лето најбројни се туристите од Холандија, Полска, Англија, Србија, Турција, но и домашните гости, претежно млади кои овој период доаѓаат за бројните забави, журки и концерти. Италијанска вечер на Охридско лето со тенорот Лечезе и пијанистот Хаса. Традиционалната италијанска вечер на фестивалот Охридско лето вечерва нуди концерт на извонредни уметници. Тенорот Джани Лечезе и пијанистот Деклан Хаса ќе настапат под акустичните сводови на црквата Света Софија во стандардниот фестивалски термин од 21 часот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Јужна Кореја го подигна на највисоко ниво метеоалармот за прв пат во последните 4 години, бидејќи во некои делови од земјата се забележани рекордни температури над 38 степени Целзиусови, соопшти Јужнокорејското министерство за внатрешни работи. Се проценува дека 23 лица ширум земјата починале како последица на високите температури, со што тројно е зголемена минатогодишната рекордна смртност од високите температури во истиот период од годината, јавуваат локалните медиуми, повикувајќи се на противпожарната служба. Според официјалните мерења, невисока температура од 38,4 степени Целзиусови измерена во градот Јеоџу, јужно од Сеул. Моćниот нобавен тајфун Канун, пропратен со силен ветар, оштети далноводи во јапонската префектура Окинава, популарна туристичка дестинација, остави 200.000 домаќинства без струја, а досега е забележан 1 загинат и 11 повредени. Загинал маж кој е останал заробен под урната гаража и набрзо потоа доживел срцев удар, се вели во соопштението на Агенцијата за борба против пожари и природни катастрофи. Речиси 700.000 жители на оваа префектура, лоцирана на 1600 км југозападно од јапонскиот главен град Токио, добија совети да се евакуираат поради бурата која се движи северозападно со брзина од 10 км на час, се вели во соопштението на јапонската метеоагенција. Откако Киев изврши 2 напади со дронови врз Москва, ноќеска Русија го возврати ударот. Исто така со напад со дронови. Според украинските власти, 10 руски беспилотни летала биле соборени во текот на ноќта. При падот на остатоците била предизвикана материјална штета, но без жртви. Според војната управа на Киев, групи ирански експлозивни беспилотни летала Шахет, кои доаѓале од повеќе правци, навлегле истовремено на небото над главниот град. Вооружени разбойници упаднале во продавница на луксузниот швајцарски бренд на часовници Piaget во центарот на Париз и побегнале со накид вреден меѓу 10 и 15 милиони евра. Соопштило француското обвинителство. Грабежот се случил за време ручек во продавницата на улицата Леруе де ла Пај во луксузната област Плейс Вендом, каде се наоѓаат повеќе златарници, продавници за часовници и други луксузни брендови, пренесува Reuters. Истрагата е во тека. Извор близок до овој случај рекол дека полицијата трага по тројца осомничени. Последните години во тој крај на Париз се забележени низа вооружени грабежи. Во минатата година вооружени крадци ја ограбиле продавницата за часовници на Шанел и една продавница за накид во близина, а потоа побегнале со мотори. Продавници на Булгари и Шоме исто така биле ограбени минатите години. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.